Градоначалникот на општина Радовиш Сашко Николов денеска со нова иницијатива за доделување признанија и награди за најдобар оделенски и предметен наставник од повеќе основни училишта и средното училиште Коста Сусинов од нашиот град. По тој повод и по повод 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, во просториите на локалната самоуправа, градоначалникот денеска оствари средба со повеќе наставници и директори на училишта и притоа им додели признанија и награди на најдобрите. Дозволете да ви го честитам 24 мај, денот на просветителите сесловенски, браќата Кирил и Методи. Да ви го честитам овај празник, да ви посакам успешна кариера, успешно обновување на воспитно-образовниот процес. Ние како локална самоуправа, за прв пат од оваа година се одлучиме да овој празник си го прославиме малку на подостојно ниво, иако ова е една почетна иницијатива која и текако ќе треба се надградува во наредниот период со ваша помош, со ваши сугестии и предлози, и се надевам дека од година во година ќе бидеме многу подобро организирани и ќе му го дадеме епитетот кој што го заслужува овај државен празник, празникот на сесловенските браќа Свети Кирил и Методи. Како општина се одлучиме да од оваа година направиме една иницијатива да ги одликуваме со признание оние наставници кои што дале допринос во организирањето на наставата, во целокупниот воспитно-образовен процес во институцијата од каде што доаѓаат, и се надевам дека ова ќе биде еден поттик за уште поголема и попожртвувана работа во институцијата каде што се работени. Но секако дека за прва година можеби имаме некои недостатоци, но инсистирах да и оваа година го спроведеме оваа како иницијатива, а да наредните години се потрудиме да што помалку имаме на еден начин налутени или повредени од наставничкиот кадар со тај правилник кој што го планираме да го направиме како општина и да ги утврдиме претходните правила на игра, да секоја институција, секој наставен кадар си знае што треба за да биде одликуван со овакво признание. За овај година се решиме да ги одликуваме со наградата најдобар наставник во оделенска настава, најдобар наставник во предметна настава и најдобар наставник од средното општинско училиште Коста Сусинов. На добитниците кои дополнително ќе ги соопштиме, исто така да им честитам и да им посакам на сите заеднички да во наредниот период овие успеси да бидат уште поголеми, да и сите заеднички бидеме горди. Нека ни е честит денешниот ден 24. Трајков Илија, наставник по предметна настава во основното училиште Орце Николов Олдињево, за последни залагања и принос во воспитно. Данчо Милчов, наставник по предметна настава. Миропа Накова, наставник по оделенска настава во Орце Николов Илињево. Гордана Мантева, наставник по оделенска настава во основното училиште Како што кажав и претходно, навистина е тешка одлуката да од успешни наставници да ги избереш подобрите или најдобрите. Јас надевам се дека нема да замерите, но нашата одлука е да овај година за најдобар наставник по оделенска настава биде прогласена Маријана Стојанова од основното училиште. За најдобар наставник од предметна настава, наставникот по физичко образование од Коста Рацин Николич. Се размислена Најдобар наставник од основното, односно општинското средно училиште Коста Рацин, професорката Верица Георгиева, наставник по Ја подарува најдобриот мој ученик што сум го учила 4 години. Во продолжение, поттикнати од ваквата иницијатива на градоначалникот, дел од присутните директори и наградени наставници ги покажаа своите импресии и чувства и притоа спомнаа дека ова ќе им биде добар стимул за воиднина, уште повеќе да се докажуваат во својата професија. Јас отворено честитки до сите колеги наставници, до директорите честитки сигурно. Благодарност до градоначалникот за иницијативата да продолжи ова, а сите наставници чим се веќе тука дојдени заслужуваат и тоа е многу голем успех. Значи предлог од колективите тука се дојдени. Е сега меѓу нив нема и најдобри, но сите што се дојдени сите заслужуваат похвала. Даже се искажуваат се мајките спрема директорот. Работам, а мојот труд многу малку
се пласира у јавност. Мислам, не малку, него незначително. Не се одбележуваше на оваков официјален начин. Сега оваа ќе ми е повод за наредната година да го дофатам правото место. Самото тоа кажува дека сите сме добитници на награда, со самиот избор на професијата и вложувањето во најмалите и најмилите. Честитки на сите добитниците, честитки на началникот за иницијативата, што за прв пат се организира, да продолжи понатаму, дури и со Сдруженијето, каде што можеме сите просветни работници да се собираме, да разменуваме искуства. Изборите по училиште не беше лесен, има доста наставници што го дават свој максимум. Верувам дека ова е само еден дел од успешните наставници. Ова е веќе втора иницијатива на градоначалникот Сашко Николов за наградување на најдобрите. Во понеделникот веќе беа наградени најдобрите пожарникари.